Почитувани колеги, почитувани граѓани, група на пратеници поднесоа закон за измена на законот за измени и дополнување на законот за основање на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети апостол Павле, кој што има 6 члена, но во стручната јавност, особено во Охрид, кај студентите, кај вработените, кај сите оние кои што се засегнати од ова законско решение, имаше навистина недоумица за што се работи со овој предлог закон, кои ќе бидат измените, какви се измените и така натаму и така натаму. Ние на Комисијата за образование имавме, можам да кажам, навистина плодна расправа по однос на овој закон, но во интерес на засегнатите страни и на јавноста би сакала сосема накратко да го кажам историјатот како дојде до ова законско решение да оди по редовна постапка. Имено, колегите пратеници прво го ставија по скратена постапка да дојде да помине овој закон, што не беше навистина во ред. Интервениравме и тие имаа слух, морам да признам, имаа слух колегите да го симнат од дневен ред и да овој закон оди по редовна процедура како што впрочем и заслужува. Но, кои се моите дилеми, кои се нашите дилеми како опозиција, кажа претходно и колегата Драган Данев, еве јас ќе споменам прво тајмингот. Зошто сега? Зошто пред избори, на неколку дена пред распуштање на собранието? Тоа го говоревме и во комисиската расправа. Зошто се чекало 3 години, ако имало соодветни видени, констатирани аномалии од институција која што е надлежна да ги констатира тие аномалии и така натаму? Зошто сега на брзина да го носиме ова законско решение и да имаме политички примеси во нашите говори, а нема потреба се работи за универзитет? Вашите објаснувања се дека, особено во членот 4, тука јас и на комисијата кажав дека предпоставувам дека ќе имаме и амандмани по однос на тоа, затоа што во првата верзија имаше, сега во втората верзија член 4 став 5 кој што сега станал, сега го нема во новото законско решение, морам да го кажав и на Комисијата за образование. Имено наставниот кадар, основните средства за изведување на настава и студирање, соодветната опрема за спроведување на студиските програми со лаборатории и услови за изведување на практична настава на факултетите во состав на универзитетот се во согласно со позитивните законски норми и утврдените критериуми за изведување на високообразовната дејност. Овој став го нема, но еве јас ќе го кажам нашиот став. Ние денеска нема да се изјасниме, како што впрочем не се не изјаснивме и на комисијата. Ке чекаме на јавната расправа, за која што се надевам, како што кажавме и на комисијата, дека ке се обидете да не биде исполитизирана, ке ги поканите сите засегнати страни да си го кажат и студентите, и вработените, и сите оние кои што се засегнати од ова законско решение, своите ставови и своите мислења. По однос на нивните сите искажани ставови, тогаш ние како партија ќе се изјасниме, иако пак ќе кажам, се прашуваме зошто сега, зошто се чекало 3 години, зошто еве имаме двоен аршин по однос на отварањето на универзитетите. Еве колешката Туфекџич кажа, имаме универзитети кои што вие констатирате, па и стручната јавност констатира дека недоволно работат, со недоволно број на кадар, број на студенти, а вие одите на отварање на еден универзитет. Велите дека Охрид заслужува, секако дека заслужува. Јас не велам дека Охрид не заслужува да биде универзитетски град, затоа што Охрид бил првиот универзитетски град во Европа. И секако дека заслужува. Еве во интерес на јавноста јас ќе кажам во членот 2 што вие предвидувате. Значи, Факултет за информатички науки и технологии, Факултет за обштествени и хуманистички науки, чудно, Факултет за студии на животна средина, Факултет за применети уметности и
согласно Законот за високо образование, кој што предвидува дека мора да има еден универзитет 5 единици, Институт за напредни истражувања за заштита и управување со животната средина и културното наследство. Во самото образложение на законот се повикувате и велите дека градот Охрид има посебно место во националната, духовната, интелектуалната, економската и културната ризница на Република Македонија. За сето тоа сте во право и тука се согласуваме сите. Велите дека Охрид е град на УНЕСКО, да, точно, но, колега, од една страна предлагате закон со кој што сакате да се продуцираат кадри за заштита на културното наследство, а од друга страна, како влада, како владеачко мнозинство, правите се за да светот го тргне, за да УНЕСКО ни го тргне статусот на заштитено културно наследство. И според мене ова се двојни аршин. И ова е најблагоречено, еве се обидувам да не внесувам политика, туку вака трезвено да размислуваме, но ова е најблагоречено хипокризија. И не ги споменувате фискалните импликации кои што се многу важни. Буџетот не е определен, го нема. Во буџетот кој што претходно го усвоивме на Република Македонија, овој универзитет го нема. Во науката ги скративте сите можни средства кои што можат да се скратат. И како мислите да се развива плюс уште еден универзитет со плюс уште едни нови гранки за кои што и при разговорот со колегите имавме недоумица и се уште имаме недоумица дали ќе се најдат соодветни кадри, но еве ќе кажам, тоа не е наша работа е да донесеме квалитетно законско решение, тоа е работа на матичната комисија, на одборот за акредитација, но сепак ние како одговорни пратеници кои што не избрал народот, треба и на тоа да мислиме, значи и на фискалните импликации, и на моментот дали за овие единици кои што сега вие ги предлагате, воопшто има кадар во Република Македонија кој што може да продуцира кадри кои што ќе го штитат културното наследство. Да не говорам за повторно за статусот на УНЕСКО како на Охрид како заштитено подрачје. Се е кажано, го изгубивте, еве го губите, го губиме. Зошто? Заради вашата негрижа. Па ние на надзорна расправа во собранието за култура не може надзорна расправа, патем меѓу кој што работи и за статусот на Охрид, заштитениот статус на УНЕСКО, еве не можеме да повторно да закажем. А не пак, то се моите двојби, дилеми, легитимно ги кажувам, но еве тука ќе завршам. Навистина сакам да ги слушнам сите забелешки на студентите кои што имаа протести, се обраќаат до нас како пратеници и студенти, и до вас секако, и студентите, и вработените, сите кои што се засегнати, дали ќе останат без работа, дали студентите ќе останат без дипломи. Еве тоа на некој начин го расчистуваме со овие членови, дека овие студенти кои што се досега запишани ќе си го завршат своето образование согласно она што се запишале, но сето тоа, ние што го говориме овде, треба да бидат убедени и студентите, и наставниот кадар, и сите кои што се засегнати, и сето ова треба да го слушнеме на јавната расправа која што следи, и затоа е ова законско решение по редовна постапка, патен, тоа и така треба да биде, но тука ќе завршам, зошто сега, почитувани колеги, зошто на 10-15 дена пред распуштање на ова собрание. Благодарам.